На 12 километри од град Куманово, на патот кон Свети Николе се наоѓа селото Орашец, вистинско место за оние што сакаат да се одморат од градските гужви и да уживаат во вистинската селска идила и во сите благодети на селото. Од град Куманово до село Орашец се потребни десетина минути возење. Уште додека се движиш кон селото по асфалтираниот пат, може да се почувствува опојниот мирис на едно вистинско село. Нашата екипа го посети Орашец во зимски услови и покрај студеното време успеавме да ги доловиме сите убавини. Орашец е село кое изобилува со убавини, кои може да ги почувствуваат само оние кои живеат таму и оние кои ќе го посетат. Стари куќи изградени од камен, кои оставаат без див, нови модерни куќи, туку што направени викендички. Многуте селски чешми распространети на секоја страна го красат селото. Во селото Орашец има 3 цркви. Уште пред самиот влез во селото од левата страна на ридот се забележува црквата Свети Илија. Стара црква, но од големо значење за тамошните жители. Сега сме дојдени пред црквата Свети Илија. Овој манастир овдека за собор, за убаво, за се собираме тука, ручкови, правиме коламе телци тука. Свети Илија Илинден, други што го викат. Црквава е исто затечена, стара, само те донации некои. Два пати до сега. Сега оваа година имаше еден дечко од Скопје, се туку од Орашец беше, Ангеловски Гоце. Он донираше за неја, самиот човекот направи, ни помогна многу, доведе мајстори. Ние истото селото си го градиме со наши пари. Па од нигде. За помошните се селото си прави. Селото, народот.
Во дворот на црквата има направено и помошни простории, соби кои може да се користат од сите оние кои сакаат да го почувствуваат мирот. Имаме сега овие простории тука ќе бидат како за спални, некои луѓе што ќе си дојдат за здраве, за нешто да си преспијат тука. Тука соба имаме за крштевање за дечиња. Сала имаме доле за ручак направено у овој конак. Он беше стар конак, али го обновиме. Пред пола е правен пред овој поп што беше сега се викаше Венцо исто тој поп од Ногоричино. Пола го он направи конакот, пола ние продолживме. И мислам уште малку има и ќе го довршиме и него. Убаво е за сега, добро е со народ, работиме. Задоволни сме ние како одбор од луѓето. И мило ние да работиме. Уште понатаму ќе продолжиме ако станеме, ако не и замена наша пак ќе помагаме. Црквата Свети Никола е најстарата во селото, датира уште од римското време. Таа се наоѓа кај силските гробишта, стара и речиси распадната. Сега се наоѓаме пред црквата на вратата пред црквата, црквата се вика Свети Никола. Тука пред влезото старите. Оваа црква станува кај гробишата, не знам како да ви кажам. Ова е што од римско. Моите стари затекле селото, исто така ни кажуваат и ми исто дали така кажува. Тука под скалите ни кажува дека имало некое римско писмо ставено у шиши зетин. Па кога ќе обновуваме да рушиме, мислам дека ќе го најдеме и ќе прочитаме да видиме која година е, што е, како е. Така ни кажуваат, а ми без дозвола не смееме да дираме. Јас сум 50 години, нема ништо обновено за моje знано годишно. Сега планираме да обновуваме и неа, али пак сам со наши средства.
Од своји собствени средства, селаните во дворот на црквата изградиле трпезарија. Дека сме дојдени во гробиште Стара Чешма место се вика. Позади мене тука оваа трпезарија пред година време ја правиме. Не е уште доправена, али со средствата исто ви кажав пред, како на Кршчево таму, во селото само со нашите нации е правило. Претходно немаме, ќе видите во црквата, ќе ве одведам исто таму кај седеше народот на 3 трпези, на 5 трпези, сталјаме студено, ветер дува, киша, нема луѓето кај да седнат. За колку време ја направи? Ова направивме за 5 месеци. Трпезарија сега имаме исто како хотел сега. Донесеме мртвците тука во цркву, не сме затвориме и тука на ручек си дојдат, кујна си направиме. Услови имаме сега. Самото село се исто изгради, вода си имаме тука, може и внатре да улегнете да видите како е. Али попроки има уште малку. Планираме од март месец натаму, април, за 2 месеца да завршиме. Покрај овие две цркви селото е богато со уште една мала црквичка, Света Недела, кај која има лековита вода и која е посетена не само од тамошните, туку и од многу други луѓе. Сега наоѓаме пред нас и пред нас се наоѓа тука црквиче. Света Недела се вика, ова има тука водичка. Таа водичка е за нозе. Човек ако има проблеми со нозе, да не може да оди да го бола за отис, да му тичат нозете. Кој дојде тука, на секој поминува. Таа лековита вода, Божја вода, што сила е, не знам. Јас една се деси тука, еден човек дојде со штаки, таа имаше една гледачка тука, менче од Скопје се викаше, и го испрати човекот без штаки да се оди дома. Тоа се сите чудили, како и беше. Појде од црквата 50 метри, се врати без штаки. И таа жена, ќе ја запаметиме докле сме живи, али жената почина и сега нема кој тука да ни помага. А имаше корист од неја многу. И за деца, и за стари луѓе, и за тие сопчињона тука направи, сама со нони средства. Исто вода имаме тука. И тука се собираме на собор, исто и таа водичка, свети си палиме у црквичката. И така.
Освен овие 3 цркви, во селото има и крст посветен на Свети Ѓорѓија. На празникот попознат како Ѓурѓовден, тамошните жители таму се собираат, го одбележуваат и му даваат големо значење на денот. Јас сум 50 години, не се обновило ништо. Очекуваме од стари луѓе, од ајде тие пред нас се снав некои и лани нов одбор од брамо млади деца решимо овој да почнемо да правиме, за нас останува дека од старите нема што више. Љубица тука од село иселена во Куманово Белчевска и донација не даде околу 500 евра по нојната иницијатива, вика сакам кршето да се направи. Она тука е родена во селото и Значи тоа ќе биде само кршче, нема да биде. кршето ќе биде, тука трпезаричка некоја ќе направиме од позади. Луѓето се собираме на ѓурен собор, тука се фаќа кумство, кој сака да си биде за здраве за тие работи. И решиме да го обновиме и ќе го направиме. Се што сме обеќале, ќе направиме околу црквените работи. Али пак со помој селските слави, Светилија славиме, Свете Тројце, куќњата кој си слави Петковден, Свети Николи и така. 3 слави годишно имаме дека. Свети Илија е селска слава. Секоја куќа тогаш е отворена и прима гости. Порано посетеноста на славите била поголема и им се давало поголемо значење, но денеска тоа почнува да изумира. Ние сме ставиле Свети Никола, па може има по 20 гостера. Денески нема да дојде ниједен да посети. Секој гледа работа, секој гледа тако и само ќути и никој гости не гледа тој ден. На Свете Тројци. селските слави? Селски слави Свете Тројци ставиме. Овдека е бил наш двор пун игранка, сред целото цело. Тој све имало по 5 пара, по 6 свирачи имало. Цел ден и ден и ноќ. А сега има ли? Сак не знае која е слава. Никој да дојде. Тој е угинено и тие работе. Во Куманово, особено последните години, има се повеќе луѓе кои сакаат да се занимаваат со велосипедизам. Денис Колевски од село Орашец е 17 годишно момче, кое со велосипедизам се занимава од своите 12 години, кога првпат се зачленил во велосипедскиот клуб Вело М во родното Куманово. Нашата екипа не го најде Денис во својот дом, но неговите родители гордо ја раскажаа приказната за својот син. Тој учи во средно училиште, тој техничко и е добар спортист, вози за Вело М. Има стипендија од Федерација од Република Македонија. Колку време велосипедист? 4-5 години. Да, има ли досега добивано награди? Да, учествувано има во Турска, беше во Анталија, во Албанија, во Бугарија, у Србију, кома у сите градови, во Македонија нема кај што не бил. Продолжува, дали во идеја ќе продолжи? Да, ќе продолжи, да. Има добиено доста трофеи, има добиено
пекари Беше понудат. најдобар кадет, сега е 2 години најдобар јуниор. За кратко време неговиот талент бил забележан и тој минатата година стана државен првак во јуниорската категорија. Победата му ја донеса успесите од 3 трки во Крушево, во хронометар и трката Трофеј Куманово, каде што убедливо се искачи на врвот. Со свој успех го привлече вниманието на првите луѓе на Велосипедската федерација на Македонија и за кратко стана редовен член на македонската репрезентација. За еден од подобрите резултати во неговата кратка велосипедска кариера се смета 7-то место на минатогодишното балканско првенство, кое се одржа на патеките на планината Водно во Скопје. Пред да стане велосипедист, Денис тренирал фудбал, но по наговор на еден од најдобрите кумановски, но и македонски велосипедисти, Изаим Бајрами, фудбалот го заменил со велосипед. Тоа се покажало како исправен потек, биејќи тој денес е на прагот да стане успешен велосипедист во балкански и европски рамки. За ова село постојат уште многу необични интересни приказни. Мирно и пристојно место со речиси сите услови за живење. Убаво село со кое Куманово треба да се гордее и да инвестира во неговиот развој, особено да се зачуваат младите и да основаат своји семејства. Со други подетални информации во наредната посета на селото.